Да се запази рокот за извршување на есенската сеидба на житните култури, апелираат агрономите. Покрај тоа, и временските услови се идеални во смисла на влага на почвата и воздушна влажност, која што би одговарала и за подготовка на површините и за извршување на есенската сеидба. За да биде есенската сеидба квалитетно извршена, секако треба да биде и добро обработена почвата, да биде изберен соодветен семенски сортимент и соодветно на ѓубрени површини кои што основни ѓубрива, користење на основни ѓубрива за ѓубрење на површините како би имале добри резултати. Затоа што знаеме дека земјоделието и без тоа се наоѓа на ниски гранки, доколку и импровизираме понатаму, секако и резултатите ќе бидат многу слаби. Нормална сеидба по единица површина некаде 30 на килограми по декар пченица, јачме негде 25 до 27 килограми по декар. За количини на ѓубрива кои што би оделе, некоја од домаќината пракса е 50 на килограми на 3,15 по декар, меѓутоа најдобро би било да се изврши хемиска анализа на почвата и да се знае кои елементи и микро и макроелементи ги имаме, а кои недостасуваат, па да ги надополнуваме. Знаејќи потребата на растенијата од хранливи елементи, лесно се наоѓа количината на ѓубрива која што треба да биде фрлена во површините. Ако не се запази рокот и ако се сее по 25 ноември, тоа веќе спаѓа во касна сеидба. И ако се случи тоа, тогаш треба да се преземат соодветни мерки во однос на зголемување на количини на семенски материјал по единица површина, советуваат агрономите. Сорти кои што во моментов се наоѓаат во продажба од пченица и јачмен и кои се добро прифатени кај нашите производители се Радика, Миленка, Победа, Македонска родна, Оровчанка и други сорти кои што земјоделците ќе изберат која од споменатите дават добри резултати соодветно на површините или евентуално да користат совети од стручни лица кои што можат да им помогнат во изборот на сортата, додава Стојановски.